Женското здравје се уште премногу често останува тема за која се молчи. Тивко, со срам, страф или чувство дека така треба. Од првата менструација, преку сексуалното и репродуктивното здравје, па се до бременоста, менталното здравје и менопаузата. Многу жени и девојки и денес информациите ги бараат на интернет или на социјалните мрежи, наместо во системот и во институциите. Во време кога лекарите предупредуваат на пораст на малолетнички бременности, дезинформации за сексуалното здравје и доцно откривање на сериозни гинеколошки состојби, се отвора прашањето колку навистина сме здравствено едуцирано општество. За предизвиците на женското здравје, превенцијата, табуата и потребата од отворен разговор по одржувањето на неделата на женското здравје, разговараме со доктор Глигор Тофовски. Добре дојавте во студиото на Телно. Добар ден. Добро ве најдов. Недела на женско здравје, 5-та година поред. Дали како општество конечно почнавме поотворено да зборуваме на оваа тема? Па јас искрено се надевам. Јас сум во професијата 30 на години, мислам дека сега многу повеќе се збори. Меѓутоа, како што кажавте и во воведот, се уште се трага по правите информации, односно да се добијат правите информации, а не од интернетот да се добијат разноразни дезинформации. Тоа е една од причините зашто ја почнавме оваа активност. Таа е на светско ниво и во втората недела во мај, недела на женско здравје. Ние како здружение поише работиме на континуирана медицинска едукација на нашите членови, значи на докторите. Меѓутоа, свативме дека со тоа организираме конгреси, секцијски состаноци, со тоа не секогаш допираме и до пошироката јавност, односно до тие на кои што треба да се обратиме до жените, меѓутоа и до партнерите, и до децата, и до целото семејство, затоа што сите знаеме жената е нели столб на семејството. Да, и во вашиот одговор е содржан делот следново прашање и мојата перцепција лично. Велите вие како професионалец во областа се надевате дека поотворено зборуваме сега, после 5-та година одржување на недела на женско здравје и после толку години созревање како општество, меѓутоа имам чувство, велам дека и натаму темите поврзани со женското здравје често пати остануваат табу, дури и сега во 2026 година. Така ли е? Па, јас мислам дека уште е така, ние се трудиме да се отвориме. Малце новите генерации имат една поинаква перцепција за животот, малце сакаат да го живеат на поинаков начин, меѓутоа нив па им недостасува на што ние го имаме можеби, тоа е искуството и информациите од релевантни извори. Можда помал број на информации, меѓутоа од адекватни извори. Нашата идеја всушност беше да има две теми. Мислам дека ќе се сложиш со мене, за кои што многу тешко се разговара. Едната е оваа нашата гениталната тема, значи интимните односи, интимните инфекциите на гениталниот трак, можноста, неможноста да се остане бремен, карциноми, редовни прегледи, сето тоа е тешко да се зборува и во принцип ние се трудиме, еве веќе 5-та година поред, да цела недела зборуваме на таквите теми за да луѓето на сите медиуми, за да луѓето добијат една перцепција дека да, ова е нешто за кое што вреди да се разговара. Втората тема на која што е исто така многу осетлива за разговарање, меѓутоа некако е повеќе мислам дека се збори за незе и се надевам дека треба да се збори, тоа е менталното здравје. Меѓутоа во нашиот случај и менталното здравје и женското здравје, односно сексуалното, репродуктивното здравје се толку блиску испоповрзани да тие теми на вистина некогаш се тешки за разговарање, меѓутоа неопходно е потребно да на овие теми се збори и неопходно е потребно да се прават превентивни прегледи. Ајде за двете теми ќе зборуваме во продолжение, меѓутоа ододиме со ред уште малку како вовед. Рековте во првото прашање дека женското здравје не е само женска тема. Зошто тоа е важно за целото општество? Па жената се уште во сите општества, не само во нашето, е столб на семејството, затоа што жената е таа што ги раѓа децата, жената е таа што повеќе се врти околу домот, сега мажите помагаат, имаме една, да кажем, родово избалансирана приказна во однос на семејството и на чувањето можеби на децата, меѓутоа се уште во работата, во придонесите, во приходите, се уште мажот оној кој што доминира, иако се трудиме на сите нивоа и ние да се изедначиме, така да имаме нели машко породилно отсуство, опција за машко породилноство, опција да мажот не работи, жената да придонесува доколку има поголеми приходи. Меѓутоа самите, да кажам, сексуални односи се неумитно поврзани едни со други. Значи ХПВ инфекцијата, сем ако не сте, да кажеме, хомосексуална двојка, се пренесува од мажот на жената и од жената на мажот. Значи не може тоа да кажеме ХПВ вакцинацијата пример прашање само на женските, како што порано сакаат да го наметнат, не, тоа е прашање и на мажите. За да ја спречите инфекцијата, мора сите да се вакцинираат, мора сите да се свесни за симптомите и сите да придонесат да
таа болест која што е тие болести кои што ги предизвикува HPV вирусот се намалат. Така да тоа е, како да кажам, тој дел е многу често поврзан, да не збориме за инфертилитетот. Вие да сакате да направите дете, тоа има влијание од двата партнери. И многу често сите статистики покажуваат дека 1/3 се фактори што се од жената, значи женски фактор, 1/3 се од мажот и 1/3 се од двојцата партнери или непознати фактори. Значи тие се несомнено испреплетени. И плюс една работа што ќе ги одговориме сите прашања понатака, што е многу битна зашто почна оваа кампања, е не само жените да дознаат. Например, ние преку гинеколозите жената ќе дознае, па ќе се обрати он. Не, да слушнат и нивните деца и нивните сопрузи и да ги прашаат своите мајки, ќерки, жени овона, ти кога последен пат си била, например, дали ти водиш сметка за своето здравје, затоа што и тој слоган што го имаме сега, твоето здравје, твојата сила, доколку си здрав, ти си силен и за себе, меѓутоа и за сите околу себе. Добре, еве, ајде со последното да тргнеме. Колку жените често, односно не, колку жените во Македонија навреме одат на превентивни гинеколошки прегледи? Па тоа е една од работите што мислам дека успеваме да ја подобриме. Значи се повеќе кога се зборува за нешто, се повеќе почнуваат пациентките да размислуваат. Имате ли истражувања точни бројки? Точни бројки нема, никој не може да ви каже. Тоа е некои невладини организации настапуваат, волку биле на скрининг, толку биле со вадење на процентот или на скринингот конкретно за карциномот на грлото на матката, меѓутоа користејќи јавни податоци, нашиот јавен здравствен систем да кажеме, нема секогаш релевантни податоци, ги нема податоците од приватните институции, например, точно не знаеме колку да таму, и немаме некое вмрежување на податоците од сите, да кажеме, структури. Значи, зошто тогаш велите на почеток дека се подобрува? Затоа што работата, односно дека се поголем број на жени одат навреме. Как врз база на што ако немаме релевантни податоци? Одлично прашање, одлично прашање. Тоа што бројката, да кажеме, на случаи откриени во порана фаза на цервикален карцином се зголемува, а се намалува бројката на оние што се откриени подоцна. Тоа е еден индиректен, ама многу битен параметар и тоа е воспоставени од Светска здравствена организација како може да се направи проценка дали жените одат на време. Затоа што ние цело време зборуваме на таа тема, затоа што вие ако откриете една болест порано и се оперирате или добиете некаков третман, конизација или било што вон, и тој посет третманот водите сметка за своето здравје, вие до крај на животот ќе живеете нормален живот. Значи, доколку ја откриете болеста покасно, значи во поодминатиот стадиум, ви ќе добиете операција, значи во нашето здравство има луѓе што знаат и ќе оперираат, ќе добиете зрачење, ќе добиете хемотерапија, ќе добиете биолошка терапија, ќе добиете, ама никогаш веќе нема да живеете со истиот квалитет како што сте живееле претходно. И тоа е причината зашто сите, не само жените, и мажите треба да одат порано на превентивни прегледи. Значи еден индикатор дека жените се почесто навреме се јавуваат на гинеколошки прегледи е намалениот број на откриени тешки гинеколошки заболувања во подоцнежна фаза, односно порано откривање. Да, така? Односно откривање на повеќе во пораната фаза. Меѓутоа тоа знаете како тоа е доволен индикатор за да ви каже дека жените расте свесноста за превентивни прегледи. Да, ама не вака, должни сме да им кажеме на гледачите, значи опсегот на женското здравје, значи ваков води. Од кога ќе се роди женско бебе, да кажеме, до првата менструација, менархата, тој развој каков е, значи дали се развива фенотипски како што треба, се како женска индивидуа. Па после имате делот со редовни менструации, со крварења у раната фаза, што се нередовни, пообилни, па потреба од гинеколог тогаш. Имате сексуални односи, имате заштита да ги научиме децата со образование како да се заштитат од сексуално преносливи инфекции, да се заштитат или вакцинираат од HPV, да не добијат цервикален карцином. Па после имате фаза у која што 85% од луѓето, од паровите ќе добијат лесно дете. Меѓутоа 15%, 10 до 15% треба да поминат определени процедури или имаат помош од доктор. Па после имате фаза перименопауза, за која што исто така не сме збореле со години, не се зборело у земјава на таа тема, а тука веќе имате една флуктуација на хормоните женски, едно промени во расположение, во појави на додатни болести, кардиоваскуларни, диабетово, значи не е само гинеколошките проблеми. И на крај, и на крај само да зачнем, и на крај идете у фазата на менопауза, кога жената ја губи менструацијата, а доколку има матка се уште, тоа е еден од, да кажам, симптомите како се постава, и одите у фаза во која што треба да се води сметка за се останато, за деменцијата, за когнитивното здравје, за остеопорозата,
за скршениците во таа возраст, што може да се детриментални, може да се ужасни во смисла на квалитетот на животот и да многу лесно по тие параметри што ги дава СЗО доведуваат и до смрт фактички кај пациентката. Би сакал за сите овие фази кои ги набројавте во текот на женското здравје да продискутираме во текот на емисијата, меѓутоа уште малку околу прашањето зошто навреме не се оди на гинеколог, оној процент што се уште не оди навреме и често на гинеколошки прегледи од жените, дали станува збор за стереотипи, што ги спречува? Дали е чувство на срам, страф, недоверба кон системот или пак недостапност? Имаат ли и по малите места во Македонија лесно достапен гинеколог до сите жени кои имаат потреба за преглед? Па, за жал во последно време не. Меѓутоа морам да речем како бројка на гинеколози во Македонија, ние имаме доволен број на гинеколози. Дури на граница сме на тоа дека можеби имаме и некаква си хиперпродукција. Факт е дека еден голем дел од гинеколозите матични се у некоја возраст која што е пред пензионирање и тука ќе се отвори некој може меѓупростор, затоа што треба овие млади што сега специализираат да ги задржиме да не избегаат у странство. Ако тој процес успееме да го одржиме, во тој случај ќе имаме доволно гинеколози. Во однос на регионалната географската распредела не е баш идеална. Зошто? Затоа што луѓето веројатно се селат, таа миграција што постои од помалите места кон поголемите градови, имаме голема фреквенција, односно голема бројка на гинеколози во урбаните делови, меѓутоа и тоа ќе ви спомнам, и тоа не е гаранција дека жените редовно одат на преглед. Ние во една, да кажеме вака, неформална анализа, огромен дел од жените кои што живеат во урбаните делови, во големите градови, не одат на преглед после последното породување или не биле на преглед во последниве 10 до 15 години. За што станува збор тука? За срам? Тука веројатно за недоволна едуцираност. Значи, тоа е, сега вие викате, еве јас сум сега мирна, еве помалку имам сексуални односи, деца родив, до тогаш не ми беше ништо и сега што ќе одам на преглед? А тоа не е така. Бројката статистички на карциноми е многу поголема во таа возраст, повозрастна категорија, отколку што е кај младите. Значи, затоа и овој животен, да кажем, животен век што ви го кажав за жената, во секој период на женското живење имаме различни потреби кај жената. Тие сите спаѓаат во доменот, пред се би требало таа и улогата како е замислена на матичниот гинеколог, таа да ги споделува и да ги живее со својот матичен гинеколог. Добро, ајде да тргнеме од најраната фаза. Колку денес младите девојки во Македонија реално добиваат квалитетно сексуално образование и дали тоа го стекнуваат низ разговор со родителите дома или најчесто се едуцираат преку интернет, преку социјални мрежи и она што се вели на некој начин се пропуштени од системот? Дали од родителска грижа или од образование? Тука веќе доаѓаме до тоа мултидисциплинарниот пристап. Значи, никој не може сам да го промени светот. Значи, ние, јас сум председател на Сдруженијето на гинеколозите и акушерите во Македонија веќе неколку години. Значи, нашата идеја за ширење на здравствената едукација кај жените, кај девојчињата е баш со таа цел. Да изготвиме брошури, да правиме QR кодови, кај што они ќе може да скенираат, да прочитаат најнови информации, да прашаат и да добијат одговор од член од Сдруженијето кој што ќе им одговори квалитетно, значи како што треба согласно медицина базирана на докази. Правиме акции во студентските домови. Значи каде што држиме предавања, каде што разговараме со нив сето тоа, бараме да пополнат анкети и очекуваме дека они на пример повеќе се едуцирани отколку ние на времето. Мислам, имавме некакви си парадоксални резултати дека на пример не знаат дека кондомот штити од сексуално преносливи инфекции. 35% одговараат дека он не штити од сексуална. Само од бременост мислат дека е. Да. Значи не разбираат. И обратно за контрацепцијата мислат дека штити од сексуално преносливи инфекции. Значи затекнати сте на некој начин од резултатите на тие анкети истражувања. Апсолутно. Значи, не одговараат на вашите очекувања дека оваа генерација млади повеќе знае од нас на времето. Не, оваа генерација млади има голем прилив на информација, но не може да ги разлучи. Тука е приказката во образованието. Тука систем што нуди сеопфатно сексуално образование од мала возраст, прилагодено за возраста. Не само тоа дали сум ја машко, јас сум женско, не знам, ова сум, она сум се. Значи, тој момент е секако битен да инклузивноста во системот за сите, како што е за лицата со попречност, така и со сексуална ориентација постои. Меѓутоа, за сексуалното здравје, тоа да го кажеме на некој начин е... Нуди ли нашиот систем такво образование? Не нуди.
Не нуди, за жал не нуди, има неколку пилот проекти. Што правите организација на гинеколози и акушери 5 години, дали на креаторите на политика им тропнавте на маса, им рековте имплементирате во оваа системот? Да, ние за оваа тема соработуваме со други организации што се занимаваат стриктно со таа проблематика. Добро. Како на пример еве Хера што со години работи за сеопфатно. Што значи ова? Каков предмет треба да се воведе во образованието? Кога би ве прашале вас што би вовеле, каков предмет? Ја би го викал предметот на некој начин да кажеме како да го зачуваме своето здравје. Во кое оделение би требало да почне да се изучува? Во, да кажем, нормалните западни земји од градинка почнува. Меѓутоа, поентата е какви информации вие ќе му дадете. Вие на дете од 10 години може да му дадете еден опсек на информации. На дете од 15 друг, на дете односно човек од 20 години друг тип на информации. Поентата е да они сватат дека како се однесуваат денеска, како викаат старите, староста се чува на младост. И па и сексуалното и репродуктивно здравје се чува на младост. Ако они не знаат, влезат на сексуални односи на 15 години, од првиот однос може да останат бремени. Океј, нашата земја нуди опции, е либерална и одлично што е така, може да има прекин на бременност, така има абортус. Ама траумите и психички и физички ќе продолжат понатака. Делумно ми одговоривте на прашањето, значи образованието не го зазема сегментот што може и што треба да го заземе во однос на образованието кај младите во однос на нивното сексуално здравје. Да, ама дали тоа го прават родителите? Вака да ти одговорам, почна на почеток. Табу. Што е табу за тебе? Овде јас прашувам сега. Да. Па не. Табу е табу, тема за која не се разговара. Прашањето е сега. Кај нас кога ќе се спомне темата, на пример, секс. Ево сега ние да почнеме да разговараме овде. Сексот вака, сексот е добар, сексот треба ова да содржи, сексот ова, сексот она и луѓе што овие зборат на телевизија. Зборуваме за сексуално здравје сега. Да. Со гинеколог. Ама значи каков секс ќе имате, исто така влие на сексуалното здравје. Ако сте промискуитетни, имате секс со повеќе партнери, без заштита, вие го доведувате вашето здравје во опасност. Доктор Тоговски, ќе ве покренам на тема за сексот да зборуваме. Може слободно. Сега сите теми сме отворени. Здравје. Рековте сегментот образование не ја зема улогата што треба да ја земе. Затоа што родителите прашањето за родителите, колкава е улогата на родителите? Точно тоа ќе ви одговорам. Две теми има што се за родителите многу спорни, а што не се вистините. Докажано е дека сексуалното образование, сеопфатно сексуално образование ги подобрува знаењата на децата околу сексот и го подобрува чувањето на нивното здравје. Наспроти тоа, во Македонија, кога ќе чуе некој, дали вашето дете сакате да оди на сексуално образование, каже, не, кај она мала, кај ќе учи сега за тоа? Истото беше со ХПВ вакцинацијата. Децата ќе се вакцинираат од 12 до 14 со ХПВ и они после одма тоа ќе ги стимулира да имаат секс. Напротив, сите истражувања, родителите дома не разговараат со децата како што треба и на време. Ама гледате, темата може за тоа и треба образованието некој насоки да дава, за да може после родителите да продолжат. Тешко е да се збори со сопственото дете за сексот. Тешко е да се збори. Значи заклучокот е дека децата најмногу се информираат на интернет и на социјални мрежи од врсници. Во овој момент по моите вака мислења, моето скромно мислење, мислам дека врсничкото информирање е тоа што е главно, а тоа многу често е погрешно. Дури децата некогаш не ни сакаат да примат информација од некој повозрастен, поискусен. Тој ми кажа, таа знае, таа прочитала од негде, тие зборат ово, не можат ни да на некој начин разлучат дека професионалците, ама тоа е дефект во нашето време. Инфлуенсерот тоа што ќе го каже е повредно од тоа што ќе го каже професорот на медицински факултет. Еве вие кажете ми како е тоа возможно. Добро, најдов еден подготвувајќи се за емисијата, ќе ме поправите ако грешам, меѓутоа секоја четврта девојка под 16 години е сексуално активна. Колку е овој загрижувачки податок? Не знам од кај ви е тој податок. Нека да го прочитав, дали треба да го провериме дали е релевантен. Добро, какви се вашите сознанија? Има ли направена опсежна анализа или релевантно истражување кое покажува кога македонските деца почнуваат со сексуални односи? Прашањето со осврт на релевантно. Значи има истражувања, ние статистички и телефонските анкети што ги прават некои здружени и сето да, ќе рече 1000 испитаници има, од тие 1000 испитаници толку ќе гласаат за оваа партија, толку за таа, толку ќе рече дека имале сексуални односи, немале сексуални односи. Интересно беше има едно такво испитување правено во кое што поголем дел од машките пријавуваат дека имаат секс на пример до 15 години, а помал број од девојчињата. Тоа што значи? Со повозрастни девојки веројатно. Па
Еден од одговорите, може би или не се искрени до веќината, вториот одговор. Или машките лажат, се прават важни. Па мислам тоа сакам да ви кажам. Може ние да одиме на таа тема да ги вртиме работите. Например, меѓутоа малолетничката бременост, например, е факт што постои една од 100 пациентки пред некоја година што се породуваше на клиниката за гинекологија и акушерство беше малолетна. Значи тој факт не може да го негирам. Па биле тие од некоја социјално ралнива категорија, па биле од посебна етничка група, се не е битно. Важно ти имате секоја 100-та, да кажам, мајка што станува, што се породува, е малолетна. Добро, колку за вас како професор, како гинеколог, толку години во струката, е достапен податок на која возраст девојките во Македонија почнуваат со сексуална активност? И дали влегуваат подготвени за тоа, ментално? Дали се знам дека се разбираме, ама ја не можам да кажам дали го од 14, 15, ние може да кажеме кои се препораките. Зошто не сте направиле релевантно истражување на темата до сега? Ама тоа збориме, значи ние не сме должни да правиме истражување. Чисто како наука, не ви е предизвик научен? Не, тоа не е научен предизвик. Тоа би требало да спадне во склоп на, да кажеме, активностите на Центарот за јавно здравје на Министерството за здравство, на Институт за јавно здравје, сето тоа да прави на пример анкети во основните училишта, кои што пак треба да се земат со резерва. Еве баш тоа ти што го кажа, може едните лажат, може другите пријавуваат, не пријавуваат, не сакаат да пријават дека имале сексуални односи. Многу интимно прашање и ние веруваме на анкетите што ќе ги добиеме. Нормално и ние веруваме на анкетите што ќе добиеме. Никога постојаме на пример кога се има тие истражувања што се поврзани за употребата на контрацепција во Македонија, на современа контрацепција, се исклучително страшни резултати, значи таква ниска преваленција, толку малце се употреба контрацепција во Македонија, да тоа е страшно и немаме никаков напредок. Со години правиме едукација на докторите, на популацијата општа, дека не се штетни хормоните, дека оралната контрацепција има многу придобивки и вон тоа да не останете бремени, има придобивки за редовни менструации, за спречување на цисти, спречување на карциноми и пак една категорија која што на тоа не реагира. Истражувањата се битни за да се види каде да се стави фокусот на нашето делување како професионалци. Пак ќе ви кажам, значи ние како професионално здружение имаме обврска да ги едуцираме своите кадри со најсовремена медицина. Значи ако денеска има ново упатство во Америка, во Европа, како се лекува определена патологија или определена состојба или определена болест, ние тоа да им го приближиме на докторите. Оваа недела на женско здравје, впрочем, излегување од тие рамки, меѓутоа наш напор, да ние, што не може би некој друг не го прави, да нашиот напор го фокусираме према жената и према женското здравје. Добро, ја спомнавте малолетничката бременост како сериозен проблем. Често во Македонија на неа се гледа како на социјален проблем, рековте, на некоја одредена ранлива категорија на граѓани. Колку таа е сериозен здравствен ризик за тие девојчиња? Апсолутно и здравствен. Тие се неформирани организми, уште млади во фаза на развој. Меѓутоа, и социјалната компонента е апсолутно битна. Тие девојчиња после не идат на образование, зависни се од мажот финансиски, не се, да кажам, едуцираат понатака, немаат услови да своето место кое што можеби во ова општество би го завземале, да го завземат така како што треба и многу често, да не заборам, тоа не е нивен избор. Добро, значи тоа се договорни бракови, наметнување на еден наратив дека па во нашата популација на 16 ако не се омажиш, после си стара. Да, уште малку да ве прашам околу последиците по здравјето и за телото на дете кое не е доволно се уште развиено, какви може да бидат најголемите ризици, меѓутоа и за психолошките последици кај малолетни мајки, веројатно не остануваат невидливи и си носи последици во текот на целиот живот. Зависи како тие не го прецепираат. Ако она го прецепира дека е уредно што се омажила и ќе роди и ќе има дете, тоа нема да остави психолошки последици. Ако некој на својот пат кон кариерата, кон образованието му се случи, тоа може да му остави. Не се последиците толку страшни. Оно што исто многу често го зборуваме и луѓето имаат погрешна перцепција, некојаш вака како ќе го кажам сега, значи да не имате безбеден абортус е 10 пати по-безбедно за жената него да имате породување безбедно. Значи породувањето со себе носи такви едни ризици, сите доктори сакаат најдобар исход за своите пациентки, за мајките, за децата, за се, меѓутоа тоа е ризичен процес, кај што може да има крвари, може да има инфекции, висок притисок, може да има додатни заболувања што ќе усложнат состојбата и од тоа секоја година во Македонија например има неколку мајки, неколку жени трудни кои што умираат секоја година.
Таа тема, например, ние сакаме да ја дигнеме. Како системски да го подобриме системот, да тие наместо 4 бидат 2, а нема да бидат 0. Што докторите не се Господ, докторите треба само да помогнат максимално што можат, да она што го знае медицината, го даде на пациентот. Спомнавте една од 100 родилки се малолетни во Македонија? Пред некоја година Така имаше истражување на клиниката кое што до тој податок дојде. А спомнавте и за секоја за 4 смртни случаи на родилка да се сведе на 2 или минимум може има и 5 и 6 годишно, меѓутоа државата на пример нема јасна евиденција кои пациентки умреле во тој период. Двете работи ги споменувам во контекст на прашањето на одговорност на системот. И за малолетничка бременост, и за малолетничка родилка, и за родилки кои починуваат. Да. Системот вака се. Систем како е кај нас, како одговара системот? Има ли одговорност за тоа? Понесува ли некој одговорност? Не прашање дали треба да понесе одговорност и кој треба да понесе одговорност. Тоа е тоа. Еве компарација со Кочани. Имате у Кочани приказка у која што у моментот на дејството има одговорни лица, меѓутоа веројатно се поодговорни тие претходно што не превземале дејствија. И во здравствениот систем треба да е така исто. Значи ако вие знаете, алузија правите на пожарот ли сега? Да. Затоа што вие во здравствениот систем, ако знаете кај ви се слабите точки, дека вие ако знаете дека на пример во итен случај вие немате во институцијата анестезиолог и треба да се чека 40 минути, саат време и операцијата се одлага се, дека во тој период може да се случи да почине бебето во стомакот на мајката или мајката да почине или било кој, вие фактички не го коригирате системот да функционира како што треба. Затоа си има соодветни параметри. На запад, на пример, препораките се ако во едно родилиште нема повеќе од 500 раѓања, сега го дигна и на 1000 раѓања, тоа родилиште треба да се затвори. Во Македонија пола од родилиштата треба да не функционираат. Нема доволен број на доктори, нема доволен број на раѓања. Сте разговарале со надлежните за ова? Со сите до сега, за со години. Сите се согласуваат, меѓутоа треба некој да ги потегне работите да функционира. Тоа е веќе ќе влеземе во тема на политика условно речено. Кај нас политика, зборуваме за женско здравје. Кај нас поготово секторот здравство е многу оптеретен и со промена на министрите овона изминативе неколку години, 6 луѓе се сменија. Ние имаме некоја стратегија за развој за сексуално и репродуктивно здравје. Меѓутоа сега треба да се усвои новата стратегија 2026-2030, кај што дел од овие работи се предвидени како треба да се постави система. Добро, првата тема рековте превентивни прегледи, порано детектирање, втората тема ментално здравје кај жената. Да, менталното здравје воопшто. Постпородилна депресија. И моето и твоето ментално здравје. Значи за таа тема тешко се зборува. Да. Па видите, мажите кои живеат со жена што е перименопауза и нив може им треба помош со менталното здравје. Меѓутоа, највулнерабилни периоди се, ние изработивме 2 водичи во тек на минатата година, исто на овие две теми за кои што помалку се зборува, тоа е перинатално ментално здравје и овој водич за перименопауза. Перинатално значи жената од кога оние сите психолошки моменти што ги има кога пробува да остане па не може да остане бремена предконцепцијски, па додека е бремена, значи тоа е пишано во литературата, некаде 5 до 20% од жените во тек на бременоста и после бременоста имаат различен сет на, да кажем, спектар на условно речено промени во психичкото здравје, од најтешките психози и самоубиства, и такви сме имале во Македонија, меѓутоа и од оние по-лесните каде што им се оневозможува нормалниот живот барем некое време. Затоа многу тешко се зборува во Македонија и треба, ние направивме еден мултидисциплинарен тим заедно со клиниката за психијатрија и со други професионалци да некако најдеме начин доколку примети матичниот семеен лекар и гинеколог или семејството све да може жената да добие соодветна услуга. За жал такви центри немаме низ цела Македонија, има само во Скопје, меѓутоа приватно услугите психолошки се доста скапи, не може секој да си ги дозволи, значи да водиме сметка за ментално здравје за овие млади пациентки кои што се сршта на општеството, кои што фактички го на некој начин создаваат општеството преку раѓање. Обратно во периодот на перименопауза имаме промени кои што може да се спречат и да се условно тие симптоми сите од перименопауза на некој начин повлечат или подсмират и сето тоа да им се даде подршка на жените и во тој период. Во текот на оваа недела на женското здравје годинава имавте панел и за HPV вакцинација. Дали се уште премалку зборуваме за превенцијата кога станува збор за рак на грло на матка?
Дали сте задоволни или генерално од опатот на вакцинирани девојчиња, на млада популација генерално почнаа пред некоја година и кај момчиња? Значи, се уште не сме задоволни. Збораме за како општество и како гинеколози. Иако сме далеку пред некои соседи? Далеку пред некои соседи сме, точно. Меѓутоа далеку сме и од развиените земји. Значи некаде околу 50 и некој процент е опфатот со вакцинацијата. Во време на короната падна малку до 30 и нешто. Меѓутоа многу зборуваме на тие теми. Тука е парадоксот поинаков, за разлика од се ова другото што го збориме. Значи во руралните средини, во малите градчиња имаме 100% вакцинација, а во урбаните средини со антиваксерските движења и со некои се да кажам неразјаснати дилеми кај докторите, ама и кај пациентите, фактички имаме многу мал опфати до 30%. Средниот е 50%. Она што е добро, нашата држава што го направи, е тоа дека лани фактички воведе вакцинација и за момчиња и за девојчиња, значи за преносот на вирусот мора сите да се опфатени, плюс фокусот од цервикалниот карцином, карцином на грлото на матката, се префрли на други, дека има орофарингален карцином со многу изразена ХПВ компонента, има анален, пенилен има карцином, има состојби кај децата во раната, да кажам, возраст детска, кои што се поврзани со невисокоризичните вируси, али може да се сериозни компликации за понатака, и од најобични сексуални брадавички кои што се исто комплицирани, може психолошки да влијат. И овакво, дека уствари тој процес на некој начин се отвори, повеќе се зборува сега, се отвори државата, им дозволи на децата и сами да решат. Значи таа кетчап вакцинација дополнителна ја направи да до 19 години, значи оние кои што имале родители што не келе да ги вакцинираат сето тоа, да може сами после 18 години до крај на средно образование да се одат да се вакцинираат. Светот е отвори и адултната вакцинација, веројатно таа ќе продолжи, тоа значи возрастните да може да се вакцинираат. Сега вика дека до 45 е препорачува, меѓутоа и во подоцнежните групи, и на последниот конгрес што беше сега европски, се препорачува и здравствените работници кои што се во категоријата, значи сестри, доктори кои што работат со ваков тип на пациенти, и тие да се вакцинираат како превенција од можната зараза и штета за нивното здравје. Добро, спомнавте во неколку наврати генерацијски разлики. Дали младите девојки денес се поотворени за разговор за нивното женско здравје отколку нивните мајки? Каков е вашиот впечаток, бидејќи долго време сте во струката? Па тоа е суптилно прашање пак. Јас мислам дека денешните повторно прашање на зрење на свеста. Да, ама многу е тешко да кажете. Вие да ми кажете дали денешното општество е позрело или тоа пред 30 години. Добро, конкретно е прашањето во однос на... Не, тоа е лична перцепција. За некои работи, ја мислам, нашето општество пред 30 години беше по-структурирано и позрело, можеби. Меѓутоа, и днината тера и ние мора да се прилагодиме и општеството да го прилагодиме. Значи, за младите, јас мислам дека е многу битно од каде ќе ги добијат информациите, на каков начин ќе ги добијат и секако тоа да влезе во образовниот систем. Секако да влезе во образовниот систем, затоа што тоа ќе им олесни и на докторите и на семејството полесно да разговараат после со оваа категорија на пациенти. Добро, уште едно конкретно прашање, што најмногу како лекар ве загрижува кога станува збор за здравјето на младите генерации девојки? Што е клучен ризик, најслаба алка? И генерално каде треба да се стави фокусот на креирањето на здравствените политики и превенцијата? Тоа зависи што за кого представува млад. Што како стареете, овие сите мене тие на 40 години ми се сега млади. И јас една работа што за најмладите мислам дека треба да научат како да го чуваат своето сексуално и репродуктивно здравје за подоцна, бидејќи и бројката годините на кои што се раѓаат децата, и првото дете, и ако се раѓа и второ, подуслов ако се раѓа, е се подоцна, е фактички да сватат дека репродуктивниот живот има своји граници. Дека ние пред 200 години сме живееле до кај 50 на години, а сега жените живеат до 83. И дека не може да се раѓа на 50 и на 60 години, дека своите јајни клетки може да ги искористат до 45 години и тогаш може би доцна. Значи треба да се размислува за некаков си начин да се зачува нивното здравје и предходно. Добро, пред да ја завршиме емисијата со уште една директна порака од оваа недела на женското здравје, би сакал да ве прашам, има ли се уште во Македонија митови кои често ги слушате во ординација или на медицински факултет или генерално меѓу младите? И кои се тие најчести митови? Во однос на женското здравје? Има многу, ќе ви дадам една цела брошура, едно испитување што сме го правили. Кој е за вас вака Се уште има, се уште. Јас многу се нервирам за хормоните, затоа што
хормоните постојат меѓу нас од кога се открие не 60 на години, има нивното ниво во препаратите што се дават е толку ниско и смалено. Значи хормоните и за контрацепција збориме за несакано време, меѓутоа хормоните и во перименопауза, се уште имаме една големо неразбирање на тој процес и од страна на докторите и од страна на пациентите. А еве сега и во Америка со притисок сега во, да кажам, на здравствениот сектор, се одобри во FDA да фактички сите овие комбинации на хормони за перименопауза, што ги зборам за подобрување на здравјето на жената, влезат во, да кажам, здравствениот систем во Америка. И влезени се во сите системи, се употребуваат со години. Не може да речете нешто што се употребува толку долго дека само кај нас не чини дека е штетна. Добро. Иначе ти кажав 35 минути брзо ќе поминат. За крај, значи, за крај вака би сакал да издвоите три клучни поенти од оваа недела на женското здравје, петта година поред што се одржува. Кои би биле пораката за нашите гледачки кои не следат во моментов? Сега дали ќе бидат три клучни? Па еве да ги сведеме на три. Унапред да ми кажеш да смислам кои се три клучни поенти. Вака, основната поента е дека здравјето е грижа на поединецот. Ние може да помогнеме како доктори и самите пациенти да помогнат доколку направиме притисок врз здравствениот систем да ни ги овозможи сите услуги кои што би требало да ги имаме согласно знањата на медицината. Значи тука треба да се појача и здравствениот систем, меѓутоа и здравствената едукација на поединецот. Превенцијата е секогаш подобра од лекување. Значи одите на превентивен преглед, ќе видат забот има еден кариес, зрзк и толку. Одите касно на преглед, забот ќе ви го извадат. Па ќе ви ставаат имплант, ќе ве кошта скапо и пак нема да ги имате сите заби. И третото работа е овој процес на, ние го викаме недела на женско здравје, меѓутоа овој процес е грижа на целото семејство, значи грижа и на мажите, и на жените, и на децата, затоа што од здравјето на жената фактички зависи здравјето и на општеството. Едни од параметрите по здравствените индикатори што се проценуваат кога доаѓа некој, например, во вашата земја, прашува од аспект на тоа колков е, например, перинаталниот морталитет и врз база на тој параметар прави една многу брза проценка како функционира целиот здравствен систем. За среќа, тука ние со посветена работа во изминативе 8 години, полека вака направивме еден голем исчекор напред. Така да има надеж, меѓутоа треба да се бориме секој ден. Доктор Тофовски, благодарам многу за учеството во денешното издание да се каже. Благодарам и на тебе. Почитувани, вам благодарам за вниманието. Останете на Телма, имајте убав ден и довидување утре во истиот термин.